продолжувам инспириран од претходното видео и од еден аргумент кој што таму само го спомнав. Денеска конкретно ќе зборуваме за делот од Библијата кој што го опишува уништувањето на Содома и Гомора. Ова е една фасцинантна приказна од една исто така фасцинантна книга која што е исполнета со редица значајни приказни за историјата на еден народ, за историјата на човештвото и така натаму, но сега ќе се концентрираме само на приказната за Содома и Гомора и да видиме во кој дел од Библијата се зборува за тоа. Јас претпоставувам дека многумина од вас оваа приказна повеќе ја имаат слушнато индиректно, ја имаат слушнато во документарни емисии, ја имаат слушнато преку луѓе кои што сакаат да се занимаваат со пророштво и со слични работи, но најмалци од се ја имаат прочитано онаму каде што изворно е запишена, а тоа е во Библијата. Значи, денеска ќе читаме делови од оваа книга во која што се опишуваат тие настани. Оваа книга е на македонски јазик и е во издание на Синодот на МПЦ. Ова издание кој што го има подпишано архиепископот Гаврил, претпоставувам дека и сегашниве изданија се идентични на ова. Претпоставувам, не сум сигурен, но ова е едно издание кое што јас го имам во личен посет и го консултирам тоа и претпоставувам дека нема значајни разлики со поновите изданија. Приказната за Содома и Гомора во себе има неколку главни ликови, а тоа се Аврам, неговиот внук Лот, жената на Лот, ќерките негови, Господ и своите двајца помошници и граѓаните на Содома. Терминологијата патем ќе објаснам, немојте да мислите дека сум кажал нешто чудно и недоследно. Значи, поврзаноста помеѓу Аврам и Лот ја добиваме од 11-тото поглавје од книгата Битие, значи првата книга од Библијата, и тоа се стиховите 26 и 27, од каде што се гледа дека Лот е всушност внук на Аврам. Ова го кажувам затоа што во претходното видео велев не можете да зборувате за една тема ако не се повикувате на цитати од книгата за која што зборувате. Значи секој што сака да го провери ова што го зборувам, еве, може да отиде да ги прочита стиховите 26 и 27 од 11-то поглавје на Битието. Сега, во истата книга, во 12-та глава, 4-тиот стих, гледаме дека Лот го следи Аврам кон земјата која што му е ветена од Господ. Сега, подосна, во поглавието 13 од стихот 1 па натаму, значи целото 13-то поглавие, ќе видите, се случува да земјата на која што се настануваат Лот и Аврам е малечка, а тие имаат големи обемни стада и настанува проблем околу тоа како да ги одржуваат своите стада, па се случува да се договорат да се разделат, значи затоа што се сепак роднини, да нема караници, затоа што караниците почнуваат помеѓу нивните пастири. И Лот се населува во околината во земјата Јорданска, значи конкретно во Содома, каде што пред уништувањето на Содома и Гомора имало убави услови за одгледување на неговото стадо. И така натаму, и така натаму. Сега, самата приказна околу уништувањето на Содома и Гомора е сублимирана во поглавијата 18 и 19 и за да биде сето тоа убаво објаснето, првен ќе ги прочитам, значи ќе одземе малце време, но ќе ги прочитам, внимателно и полека, а подоцна ќе се навратиме на некои детали кои што можеби кога ги читаме се занесуваме во приказната и како детали ни бегаат. Значи, прва книга Мојсеева, поглавје 18. Потоа му се јави Господ кај Дабот Мамре, кога седеше пред вратата од чаторот свој на планината. Овде Господ му се појавува на Аврам.
Откако ги крена очите своји, виде тројца мажи како стојат спроти него. Откако ги виде, им притрча во пресред, пред вратата на шаторот свој, им се поклони до земји. И рече: Господи, ако сум нашол милост пред Тебе, немој да го одминеш слугата свој. Ке ви донесам малку вода, измијте ги нозете, па одморете се малку под ова дрво. И ке ви изнесам малку леп, за да се подкрепите штом веќе навративте кај слугата ваш. Па тогаш продолжете по својот пат. И тие рекоа: Направи така како што рече. И Аврам отрча во шаторот кај Сара и рече: Замеси брзо 3 мерки чисто брашно и испечи погач. Па отрча кај говедото и фати теле младо и гоено. И му го даде на момокот и тој побрза да го сготви. Па потоа изнесе масло и млеко и теле, што беше сготвено, и им принесе и тие јадоа, а самиот тој стоеше пред нив под дрвото. Тогаш тие го праша: Каде е Сара, жената твоја? А тој одговори: Енија во шаторон. Еден пак од нив му рече: До година во ова време враќајќи се, јас пак ќе дојдам кај тебе и Сара жената твоја ќе има син. А Сара слушаше на вратата од шаторот зад него. И Аврам и Сара беа стари и возрастни, и кај Сара беше престанало редовното кај жените. Затоа Сара се насмеја во себе велејки, бидејќи сум остарела, сега ли ќе ни дојде радоста? А и Господарот ми е стар. Тогаш му рече Господ на Аврама: Зошто се насмеја Сара во себе велејки, вистина ли е дека ќе родам кога сум остарена? И има ли нешто неможно за Господа? До година во ова време јас пак ќе дојдам при тебе, и Сара ќе има син. Но Сара не призна и рече: Не се насмеав. Бидејќи се беше уплашила, а он рече: Не, ами ти се насмеа. Потоа луѓето стана и тргнаа кон Содом и Гомор. А ја Аврам појде со нив да ги испрати. А Господ рече: Како да крием од Аврама слугата свој што сакам да направам? То од Аврама ќе излезе голем и силен народ, и преку него ќе бидат благословени сите народи на земјата. Оти него го избрав за да им заповеда на синовите своји и на домот свој по себе да одат по патот Господен и да ги извршуваат правда и суд, за да може Господ да го исполни она што му го вети на Аврама. И рече Господ: Голем повик е против Содом и Гомор, и гревовите нивни се претешки. Затоа ќе слезам за да узнам и да видам дали така се прави, како што повикот доаѓа до мене, или не. Оттаму луѓето тргнаа кон Содом, додека Аврам уште стоеше пред лицето на Господа. Тогаш Аврам се приближи и рече: Сакаш ли да го уништиш и праведниот со неправедниот, и ќе биде ли праведниот како неправедниот? Може би во градот има 50 мина праведници, заради ќе ги погониш нив, а да не му простиш на тоа место заради оние 50 праведници, што се во него. Не е можно така да постапиш ти, да погубиш праведни со неправедни заедно, та исто да се случи со праведникот како и со неправедникот. Не, тоа од тебе не. Зарем судијата на целата земја нема да суди право? И рече Господ: Ако во градот Содом најдам 50 мина праведници, ќе го запазам градот и целото место заради нив. Сега овде ќе направам пауза да ви кажам дека овој разговор помеѓу Господ и Аврам оди натаму, со тоа што Аврам продолжува да ги намалува бројките. Ако се 40, што ќе направиш? Ако се 30, што ќе направиш? Додека не доаѓа до 10. И Господ замина откако престана да зборува со Аврама, а Аврам се врати на своето место. Глава 19. Оние два ангела стигнаа вечерта во Содом кога Лот седеше пред портата Содомска. А кога ги виде Лот, стана да ги пресретне и се поклони до земја. И рече: Господари мои, влезете во куќата на слугата ваш, да преноќевате и измијте си ги нозете. Па утре рано кога ќе станете, одете си по својот пат. А тие рекоа: Не, тука ќе ноќеваме на улица. Но тој настојуваше и тие појдоа по него и влегоа во домот негов. И тој ги нагости и им испече лебови пресни и јадеа. И уште не беа легнале, а граѓаните содомски се насобраа околу куќата, стари и млади, целиот народ од сите краишта на градот.
и го повикаа Лота и му рекоа: каде се луѓето кои дојде да ноќеваат кај тебе? Изведи ги да бидеме со нив. Лот излезе пред нив, довлезот ја затвори вратата зад себе и им рече: браќа мои, немојте да правите зло. Еве имам 2 ќерки кои уште не биле со маж. Ќе ги изведам кај вас, па правете со нив што ви е угодно. Само на оние луѓе не правете им ништо, бидејќи се дојдени под покровот на мојот дом. А тие му рекао: мавни се од тука, си дошол ваму да живееш како придоден, па ќе ни судиш ли? Сега со тебе ќе постапиме уште полошо отколку со нив. Па навалија силно на човекот на Лота и се доближија да ја кршат вратата. Тогаш оние мажи ги протегнаа рацете своји надвор и го вовлекоа Лота кај себе во куќата. Ја затворија вратата од куќата. А луѓето кои беа пред портата куќна, наеднаш ослепеа од мал до голем и не можеа да ја најдат вратата. Тогаш оние мажи му рекоа на Лота: ако имаш зетови, синови или ќерки, или кој да е било свој во овој град, сите нив изведи ги на ова место. Зашто сакаме да го сотреме ова место, бидејќи повикот против нив е голем пред Господа, па не испрати Господ нас да го уништиме. И излезе Лот и им кажа на зетовите своји, на кои што сакаше да им ги даде ќерките своји, им рече: станете, одете си од ова место, зашто Господ сега ќе го сотре овој град. Но на зетовите негови им се причинот и се шегува. А кога зората зазори, навали ангелите на Лота да побрза и му рекоа: стани, земи ја жената своја и 2 ќерки твои кои се тука, за да не загинеш поради беззаконието на овој град. Но тој се двумеше. Затоа ангелите го фатија за рака, жената негова и 2 ќерки негови, оти му беше жал на Господа, и ги изведоа, па ги оставија надвор од градот. А кога ги изведоа надвор од градот, еден од нив рече: спасувај се и спасија душата своја и не обзрнувај се назад, не запире никаде во оваа колина, бегај на оној рид за да не загинеш. А Лот рече: ти се молам, Господи, еве слугата твој најде милост пред тебе и милоста твоја е голема, што ја направи спрема мене, оти ми го спаси животот, но јас не можам да се спасам на ридот, бидејќи ќе ме стигне злото и ќе загинам. Ене во оној град доста е близо, да побегнам таму, а местото е мало, таму ќе се спасам, зашто е мал, па ќе останам жив, благодарејќи на тебе. А он му рече: еве ќе те послушам, и затоа нема да го уништам градот, за кој рече: бегај побрзо таму, оти не можам да направам ништо, додека не стигнеш таму. Заради ова оној град се нарече Сигор. И кога сонцето огреа по земјата, Лот пристигна во Сигор. Тогаш и излеа Господ на Содом и на Гомор од небото дожд од сулфур и оган од Господ од небото. И Јосипа овие градови и целата околија, и сите жители во тие градови и сите растенија земни. Но жената Лотова, одејќи по него, погледна назад и се претвори во солен столб. А утредента рано, откако стана, Аврам отиде на местото каде што беше стоел пред Господа. И погледна на Содом и на Гомор и на целата околија и види, ете, се креваше пламен од земјата како чад од печка. Но додека Бог ги уништуваше градовите на оваа околија, се сети Бог на Аврама, па го изведе Лота од пропаста која ги сосипуваше Господ градовите каде што живееше Лот. А Лот излезе од Сигор и се настани на овој рид со 2 ќерки своји. Се плашеше да живее во Сигор, па се насели во пештера со 2 ќерки своји. А постарата и рече на помладата: нашиот татко е стар, а нема човек во земјава да влезе при нас, како што е обичај по целата земја. Ајде да му дадеме на таткото наш вино, за да се опие, па да легнеме со него, за да го зачуваме потомството на нашиот татко. И му дадоа вино на татка си во она ноќ и влезе по старата и легна со таткото свој, а тој не сети никога легнала таа, никога станала. А утредното ја рече по старата на помладата: ете ноќеска бев со својот татко, да го пиеме со вино и вечерва, па влези и ти легни со него, за да му го запазиме потомството на таткото наш. И таа ноќ му дадоа на татко си вино и влезе помладата и спа со него, а тој не узна никога таа легнала, никога станала. И обете ќерки Лотови зачнаа од таткото нивни.
И постарата роди син и го нарече Моав, велејќи од татко ми е, тој е прататко на Моавците до денес. А помладата роди син и го нарече Амон, велејќи син на мојот народ, од него се амонците до днешниот ден. Ова беше само делот со читање и сега си имам направено мои забелешки. На почетокот се кажува дека Господ поминува покрај Аврам, тој паѓа ничкум, го замолува да остане, што се случува. Господ со своите двајца помошници, кои што подоцна се напишани дека се и ангели, че Господ и двајца ангели седнуваат, јадат, пијат, спијат, се одмараат и се мијат. Значи сите карактеристики типични на физичко суштество, за какво не го знаеме нити Господ, нити неговите ангели. Тоа е едната чудна работа, зашто јас велам дека приказнава е многу фасцинантна. Другата приказна е дека еден од луѓето вели ќе дојдам кај тебе и ти ќе родиш. Значи има некаква посебна моќ да направи да старата Сара зачне. И тоа се случува. Понатаму во наредните поглавја се гледа дека таа стварно зачнува и раѓа деца. Во подолниот дел каде што Аврам се уште разговара со Господ, другите двајца, значи ангелите подоцна, заминуваат кон Содома и Гомора. А подоцна следи едно ценкање, буквално ценкање помеѓу Аврам и Господ, каде што му вели колку души праведници се потребни за да не го уништиш градот. И почнуваат од 50 и стигнуваат до 10. Значи имате еден столб од стихови од 23 до 30, значи 10 стихови во кои што Аврам и Господ се ценкаат. За да се потврди она што го велам на почетокот, дека Господ и своите ангели е чудно дека јадат и пијат, спијат и се одмараат, го имаме не истото тоа по делот каде што доаѓаат во Содома, кога одат кај Лот. Каде што Лот им вели: седнете и јадете леб, одморете и така натаму. Значи тоа е веќе на почетокот на 19-та глава, првите стихови. Подоцна, во делот каде што населението од Содома се собира кога сваќа дека овие двајца луѓе се кај Лот дома, сака да ги убие. Значи ако зборуваме дека се ангели, онака како што ние ги сваќаме ангелите, ниеден ангел не би се уплашил од физичка сила на луѓе, затоа што не можете да ги убиете ангелите, нели? Тие се бестелесни етерички суштества. А овде навистина постои страв и тие се кријат во куќата на Лот. И еве тука доаѓаме до една прва морална лекција, тоа е дека за да се заштитат овие очигледно важни индивидуи, Лот е во состојба да ги проституира своите две ќерки кои што се уште не биле со ниеден маж, каде што е напишано, вели: еве имам две ќерки кои уште не биле со маж, па ќе ги изведам кај вас, па правете со нив што ви е угодно. Само на оние луѓе не правете ништо, бидејќи се дојдени под покровот на мојот дом. Значи тие се толку многу важни што човекот двете ќерки ги проституира практично за да ги спаси нив. Многу добра морална полука. И одиме понатаму, делот каде што овие ангелите му викаат на Лот: сега мораш да заминеш, затоа што имаме град за уништување, а овој се двоуми. Значи, ако живеете во град кој што е толку исполнет со неморад, со блуд, со нешто страшно, кога ќе видите некој сега излегува тука, ќе се спасиш само ти, верувам дека секој од нас би побрзал. Но овде гледаме каде Лот се двоуми, каде што овие буквално на сила, затоа што му ветили на Господ, на сила го бркаат надвор од Содома и се договараат после со самиот Господ каде да се заштити. Тој му вели: оди на тој рид или во тој град, затоа што додека си тука не можам да ги уништам Содома и Гомора, што значи физичкото присуство во близина на градот представува опасност. Што значи не зборуваме за некако абстрактно уништување, зборуваме за уништување со некое силно моќно оружје, како што вели тука
пуштање на оганен сулфур од небото. И дека ако си изложен кој да си, опасно е и страшно е. И последната работа која што е опишана за праведниот Лот и то какво семејство одгледал, нели? Истите тие ќерки кои што претходно тој беше спремен да ги проституира, овој пат кога веќе се настрана од Содом, кога нели веќе се спасени, кога живеат во близината на градот Сигур, во пештерата, за да, бидејќи немаат други мажи на располагање, за да се продолжи потомството на нивниот татко, што прават? Легнуваат со нивниот татко и едната и другата забременуваат и прават цели потомства подоцна понатаму. На две големи племиња кои што се Моавците и Амонците. И тука имаме еден класичен пример на инцест кој што не е единствениот во Стариот Завет. Ете, тоа е приказната за Содома и Гомора. Една приказна која што човек кога ја чита не може да не ги подотвори очите вака од вџашеност и да тоа ли е тоа што ни го раскажуваат нам. Значи имаме редица чудни, за мене фасцинантни работи, но од друга страна, одејќи на фактот дека никој нема да чита толку дебела книга во денешно време, на така една застрашувачка, вџашувачка од морални аспекти приказна, некој ќе ти изгради целен морален кодекс дека населението на Содома и Гомора биле блудни, биле неморални, биле грешни, иако ништо тоа за што биле грешни овде не е документирано, значи немаме нити еден факт. А од друга страна, оние кои што ни се представуваат како праведни, тука се Аврам, нели, тука е пред цел Лот со неговото семејство, тука имаме се само неморал. Значи имаме проституција и имаме инцест. Кој се сомнува во се во ова, може да си отвори Библијата и да си ги прочита поглавијата од првата книга Мојсеева 18 и 19. Јас се надевам дека ова тема ви го сврте вниманието кон Библијата до наредната прилика во која што се надевам дека ќе имам исто така интересни теми. Јас ве поздравувам, имајте убав ден.